Во пресрет на денешниот ден, символиката е секако, барем не знам, ќе се потправам на тоа што мојата мајка секој пат сака да го добива во текот на цела година и тоа некако го практикуваат со мојот татко, ова се нели како приватна приказна во мојот свет, меѓутоа не постои можеби веројатно дама во светот која што не сака да има нели можеби раскош во својот дом апропо цвеќињата, па така што Марија ќе ја поздравим утрово од центарот Фоја, па така што еве соодветни подароци кои што ќе бидат како препорака, кои што можеби и ќе бидат еве поттик, кои се најбараните во моментот, можеби од широката лепеза, можеби хортикултурни да го уредите, можеби вашиот двор, меѓутоа и кому ако сакате да подарите, што е препорачливо, можеби таа ќе даде, ете, во продолжение на нашето лице место. Марија, добро утро од студиото на Телма, првото на лице место за овој петок. Добро утро и до тебе, Марко. Како дама и јас се согласувам со тоа дека можеби најубав подарок за една жена, за една дама е цвеќе, без разлика за какво цвеќе би станувало збор. Најубав се разбира е чинот на подарување. Во пресрет на денот недела, 8 март, денот кој што е посветен на понежниот пол, решивме да направиме едно вакво вклучување и да дадеме идеи за каков подарок би бил најсоодветен за нашите најмили, односно како да ги израдуваме по повод денот на жената 8 март. Многу повеќе во однос на тоа кој е најдобар избор на цвеќе, но и кои се најбарани во овој период, во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин Ѓорги Самарчиев. Добро утро и благодарам што не излеговте повторно во пресрет. Да, добро утро до сите гледачи на Телма. Токму така во пресмет на престојниот празник, нели многу стануваат цвеќињата актуелни. Без малку може да ги приметиме во секој маркет, на секој агол, нели додека се движиме. И понудата е голема и сите оние кои што наумиле не треба да пропуштат оваа прилика да набават некое растение. Тука е таква атмосферата. На некој начин, да. Нели сега можеби повеќе во овој период повеќе бараат потрошувачите информации кое растение дали го имате, како вире нели на таа тема. Секако многу повеќе се побарувани, иако светните на прв момент се многу впечатливи растенијата со цвеќе, независно дали се орхидеи, азалеи, каланхоe и така натаму, нели има многу расцветени растенија во овој период, кои што и понатаму може да продолжат да цветаат со соодветна нега. Меѓутоа, приматот го држат растенијата со зелена лисна маса, со зелени листови, кои што се полесни за одгледување, со текот на годините нели пораснуваат во поголем волумен, поголеми димензии, и тоа е она што верувам дека повеќето гледачи или гледачки ги радува, кога ќе го земат помало или средно растението, па да го гледат како им расте во нивниот дом. Така на некој начин нели спомените се задржуваат, ова го добив за во таа прилика, ова во таа, така да тоа се навистина убави драгоцени моменти врзани со растенијата. Покрај таа убавина не треба да заборавиме дека сите собни растенија го прочистуваат воздухот, или кој повеќе, кој помалку, дури има растенија кои што дури во ноќта произведуваат кислород, како што е случај со свекрвениот јазик, со сансеверијата или индијанско перо, нели има многу различни имиња. И во таа пригода сакам дополнително да ги охрабрам гледачите, никако вештачки пластични цвеќиња, исклучиво природни. Нели, макар нели некој пат немаме доволно време, некој не угинало, меѓутоа сега навистина се достапни, не е големо вложувањето 200, 300, 500 денари или колку и да е едно собно растение, кое што ќе трае многу долго. Еве вештачките да ги тргнеме на страна. Генерално според вас кој е подобар избор да подариме на денот на жената, на нашата најмила, можеби букет или пак цвеќе во саксија? Кој е подобар избор според вас? Зависно од моментот и зависно колку сме грешеле. Се смеам. Обично, нели, ние гледаме на тој што ќе му подариме, за кој цвеќе има поголем афинитет, па на некој начин нели така да го доближиме или да го добие тоа што го посакува. Убави се подеднакво, нели, и растенијата со цвет и зелените растенија. Нели
нема правило, би рекол. Вообичаено, нели, за помладите поинтересно некое растение расцветено, меѓутоа и да е помало и поситно, дури да е некое кактусче или некое мала пиперомија или било кое растение, е навистина голем украс, бидејќи е, нели, живо растение. Веќе кога би се одбрале за цвеќе во саксија како подарок, може ли да издвоиме некои кои што се најлесни за одржување? Да. За да олесниме и на кој што ќе му го подариме цвеќето. Да, за тоа секој пат се препорачува за оние што се почетници, сега не се толку кактусите во мода, се за оние што се колекционери и оние што ги сакаат. Добро, както за 8 март не. Да, така. За оние што, да, како што споменавме, сансеверијата, често велиме дека е поотпарни од кактус, бидејќи може да се полива на 15-20 дена, дури може да во некој кондиционира или некои услови може да издржи и 1 месец без поливање. Вторена поред е исто за миокулкасот или замијата со месести зелени листови. Исто поднесува места каде што и двата вида поднесуваат простори каде што има помалку светлина, со минимално полевање, многу повремено еднаш годишно прихрана или пак некој пати да ги заборавиме, сепак успеваат. Со тоа што треба да знаеме дека замијата со тек на времето прави нови перца, се шири како букет и треба да имаме простор каде што ќе се расшири или пак нели ќе треба да иставаме некои потпори да ја држиме прибрана. На таа тема исто е многу популарни се и спатифилумот, некои нели го викаат женска среќа. Секоја година растенијата добиваат по некое ново име, дури и ние ги учиме народните имиња. Тоа е спатифилумот исто многу лесен за одржување. Сега многу често може да се набави со веќе формирани цветови во форма на како калата што ги има вообичаено сите бели. И многу лесно за одржување секако традиционалниот бенџамин или фикус. Секој едно растение има многу вариетети од родот на фикус и за сите важи исто дека се многу отпорни и многу издржливи. Тоа што треба да одбереме е некое место каде што ќе има повеќе светлина и повремено да им го фатиме редот, повремено полевање. Ако полеваме еднаш неделно, тоа да биде минимално, дури некој пати на 10 дена или на 2 недели да ги полеваме, може да биде доволно, зависи од количината на вода која што ги дозираме. Во основа растенијата, сите собни растенија би рекол, да, сега има некои што нели бараат повеќе нега или пред се би рекол, негата е можеби еден мал дел кондиционираните услови, влагата во воздухот и соодветната светлина е повеќе важна, а тоа нели него можеме да го обезбедиме во домот каде што живееме, секој пат и секаде. Така да од тој аспект видовите внатрешните растенија со повеќе зелена лисна маса се има од нив кои што се многу отпорни и може да ги искористиме со помалку грижа да ги гледаме во перфектна состојба како растат пред нашите очи. Ви благодарам за одвоеното време и за сите овие совети. Секој пат ми е задоволство и верувам дека инспириравме многу гледачи. Благодарам уште еднаш. Се надевам и јас дека ги инспириравме нашите гледачи и им покажавме на некој начин, ги информиравме кој е најбараниот подарок за 8 март во однос на самите цвеќиња, но се разбира и кој е најдобриот избор.